луѓе мои, дојдете да ви покажам нешто интересно. За мене е интересно, се надевам дека и за вас. Погледнете. Инаку таа вода иде од таму, најверојатно слегуваат од горе, од некаде. И може да погледнете. А тука, тоа црното, дали го гледате што е? Ако имате некоја канџа, некоја јадица, може да си фатите рибче, ако ви е дозволено. Риби, ајде да ви покажам и од другата страна. Да, тука. Интересна работа. Некои си правят логорче. Клупи. Да, и тука. И скара. Си палят огенче. Да, многу културно. Во некој си сад ваков, за да не се шири огнот. И згора над решетките си правят скара. Многу културно. А јас ќе поидам да ви покажам потака уште нешто друго. Ова мислам дека на сите ќе им се допаднете. Мислам на сите ќе ви се допаднете. Чешмичка направена на многу културен начин. Потребна е само идеја. Епа, луѓе мои, за почеток мислам дека доста видовме, па полека да искачуваме нагоре. Да, се гледаме нагоре. Чао, чао. Сакаш да ослабиш? И ова ти е најлесен начин да ослабиш. Идам од таму долу. О, ама не е само од таму. Идам све од таму долу. Таму имате на улица. Не знам колку е. Уствари не знам колку досега имам искачено. Мада имат уште нагоре. Ова е перфектно. Вау, ми се допаѓа. Да. Пајде луѓе. Едноставно, ова нека ви биде поттик и вие малце да излезете. Не дали сте дебели или слаби, едноставно да истрошите од вас таа негативна енергија. Не е само негативна енергија. Едноставно, малце убаво делуват. Вака, искачвање во природа и плюс малку кога ќе се спотиме, вау. Ќе спиеме како крушки. Да одиме да продолжиме нагоре. Ајде, луѓе мои. Замислете, ова го сретнав прв пат досега од кога сум дојден во Швајцарија. А тоа е ова. Оваа клупа, ева ви прикажам поглед. Значи нема никаков. Едноставно, чека да видам овдека. Овака. Да. Така. Поглед немате, едноставно во ова овдека дрво. Обично сум среќавал клупи што имат прекрасен поглед и добро очистени. Али ова е голем минус. Значи една запуштена клупа
тотално воопште не уредена. Ево, ова е нешто негативно до сега што го имам сретнато во Швајцарија. Мада и сегдека на најсјајното место мора да има нешто негативно. Да. Епа, луѓе мои, да продолжиме на таа страна. И се надевам че сретниме нешто позитивно. Се гледаме погоре. Пешачејче, најдов на... Да. Доаѓав од таму. Мислам дека ова ритче веќе го достигви врвот. Мислам дека уште малку ако одам натаму, да веќе го достигвам врвот. Ама јас ќе одам од тука една мала пешачка патека, а и тука е означено дека е за... Да, е за пешаци. За пешаци. Едноставно за пешачење, да. Би сакал да одам таму. Можам до некаде да одам, да. Можам до некаде да одам. Чисто онака. И ќе се вратам по таа патека. Ама мислам дека да, горе-долу врвот го достигнав. Да, не гледам повеќе височини. Да. Така, луѓе мои. Да. Едноставно да, се гледа таму дека врвот е достигнат. Ајде, ќе одам па се враќаме после нас. Одиме. Многу е тишина. Само врапчина се слушате. Таму горе е врвот. Да. Сепак ова немаше таму пристап да се оди. Едноставно оваа патека овдека беше единствената. Но сепак тоа може горе-долу 50 стапки повисоко. Така да пак ќе кажам, врвот се достигна и сега полека си одам накај дома. Да. Па се гледаме подолу. И одејќи од таа страна навака, веќе стасувам тука на една раскрсница, тука ќе одам лево и можам да ви покажам нешто, некој логорче. Интересна работа. Тука има некои дрвцина. Да. Најверојатно може да се пали тоа. Да. Клупички. Одлично. Ова едноставно се врти натака. Ова е скара. Таму културно корпа за ѓубре. И едноставно интересно. Баш ми се допаѓат. Епа ништо луѓе. Ајде да одиме и да видиме кај не носи патот. Зашто уште сме на врвот. Ајде се гледаме подолу. Луѓе мои, може би сум на 500 до 700 стапки нагоре. Никваш како да кажам, никваш не би ми дошло на памет да помислам дека на ова височина можам да ви кажам дека ќе имат израснато трска. Искрено не знам што да кажам, ова прв пат го среќавам, да. Не знам какво ова место, некоја мешана шума, борова или не знам каква. Да, борова. Имате некои таму листопадни дрвца, али дека се сретна на ова височина трска, чудно. Ако имате исто или слично искуство, пишете, зашто стварно за мене ова е ново. А јас да продолжам зашто има време, ама полека денот намалува. Се гледаме.
Јас идам од оваа страна на таа. Но таа ме од далеч вид. Исто и таа ме од далеч вид. Од погоре гледав долу, кај што врве некои стази, ми се познати тие, зашто ги имам врвено, така да јас од тука ќе слезам и ќе скратам оваа стаза. Па ајде да видиме што имат. Интересно. Да. Сега да ви покажам. Да ви покажам. Чека од поблиску. Ето е. Значи тие места так каде имам за пешачење лево десно. Мада јас слегов од таа страна. Овдека патот се дели на една и на друга страна. Овој пат од таму јас сум го одел на таа страна. Така да, од тука можам и мислам дека знам кај ќе слезам, така да јас ќе си проложам по овој пат. Веќе ми е јасно. Да, веќе ми е јасно. Да, значи јас од таму горе слегував долу по таа патека тука, а од таму горе ги гледав овие патеки. Ми идеа познати, така да, ајде полека да си одиме. Доволно е шетање. Веќе некаде идет 19 часот, исто и од таа страна идет. Да, мада не, јас ќе си проложам на оваа страна. И тоа е тоа. Раскрсница. Уствари не е раскрсница, делење на патот. Покажуват на таа страна, ама јас сепак чудам на таа страна. И од таму се оди, ама јас сум бил и од тука чудам. Не е ништо страшно тоа. Да, ето во позадина таму и паралелно се движат двете патеки. Така да пак ќе кажам, тоа не е ништо страшно. Едноставно е тоа што овдека е малце погуста шумата и поморничава. Но не е ништо страшно. Подолу баш загледав. Да. Подолу загледав двајца маж и жена си шетаа куче со едно детенце. Така да уште може да се видат и да се сретне луѓе. Мада сепак доволно е, ја мислам. Едноставно доволно е за ова видео. Ќе кажам полека да се одијам. Немам уште многу за пешачење, имам едноставно уште не цели 10 минути до дома да стасам. Па, што да ви кажам? Ви удоволив малку од оваа природа и мислам дека ова видео што направив ќе ви дам поттик и вие да излезете во природа. Дали ќе излезете сами, дали ќе излезете со некој познаник, другар, роднина, пријател, не е ни битно. Битно е едноставно пола сат, 1 сат. Ако ви се пружи шанса, одвоите време и излезете. Пак ќе кажам, ова видео нека ви биде поттик. Ако ви се допаѓат ова видео, лајкнете го, коментирајте нешто ако ви интересира, пак ќе кажам. Претплатете се на каналот ако ви се допаѓат. Пајажина. Пајак. Не сум. И да, едноставно бидете поздравени, чувајте се и се најдобро.
овде ќе ви прикажам швајцарците сечеле шума и што направиле. Едноставно погледнете. Ајде. Сечеле шума и среде шума. Значи, сечеле дрва среде шума и си го пошумиле местово. Значи, да не е така пусто. Тоа ти е. А јас продолжувам право. Тука на таа раскрсница ќе скршнам десно и тоа е тоа. Луѓе мои, останете во добро здравје, па се гледаме во наредно видео. Чао, чао. Само да ве прашам, дали знаете што дрво е ова? Уствари, да, овај цвет дали ќе го препознаете? Момент. Толку добро мирисат. Ако го знаете, пишете. Се надевам дека 90% од вас знаат. Прекрасен мирис. Го обожавам. Еден од подобрите. Одиме, продолжуваме. И одејќи, конечно, најдов една квупа. Уствари, ова не е единствена квупа, средена, со толку добар поглед. Ја можам да седнам малку, а вас да ви прикажам во далечина. Да, прекрасен поглед. Јас скоро стасав, тука живеам, во тоа шталиче. Да. Не, шала настрана. Јас, да, скоро сум стасан. Јас живеам на таа страна малку. Да, ќе одам подолу, имат патека. Али морам малку, 1 минута да одморам, па се гледаме подолу. Епа, луѓе мои, јас и поназад на видеово ве поздравив, реков бидете поздравени, чао ти реков ми рече, но јас малку го продолжив видеово, зашто наместо да свртам да си одам на кај дома, јас свртив на друга страна, малце да го зголемам кругот. Зошто? Затоа што тука на оваа патека сум поминал, ми е позната. Позади мене може да видите, целото е шума, да. Ама тука има некој интересен поглед и е малку онака баш пријатно душа да ти се одморите. Да, ајде да ви прикажам. Да, јас треба таму на таа страна да одам. Да, а тука вака можам. Преку телефонче овака не може толку многу да се удоловит. Да, иначе да ќе си одам на таа страна, тука малце подолу ќе се спуштам надолу, таму по таа уличка, тука и после си одам, значи, да, право на кај дома. Да, тоа што искав да кажам, да. Многу не можам преку телефончево да удоловам и да ви прикажам нешто по-бистро, по-квалитетно, ма да мислам дека доволно е добро. И да,
едноставно, како што кажав, преска се одјавив од видеово, мада го проложив, ама ова се дефинитивно се одјавувам. Да, бидете поздравени, чувајте се, излегвете во природа, пешачете, зашто стварно е добро. И останете во најдобро расположение. Се гледаме во некое наредно видео. Се најдобро. Чао, чао.